чекор кој што беше превземен за надминување на таа криза која што беше со правосудството беше токму донесувањето на стратегијата за реформи во правосудството со акцијскиот план, која што предвиде прилично големи промени во областа на правосудството, полето на повеќе закони. Со исполнувањето на дел од таа стратегија и од самите извештаи на Европската Унија можеме да видиме дека се бележи одреден напредок на Македонија токму во поглавјата 23 и 24. Направија позитивни промени со Законот за Академија и суди јавни обвинители, се зајакна функцијата, односно улогата која што Академијата има при вршење на како оние почетни задолжителни, така и на континуираните обуки на судиите и обвинителите. Независноста во сопственото управување и така натаму, меѓутоа кај Советот за јавни обвинители решенијата делумно ги адресира оние проблеми кои што требаше да се адресираат, меѓутоа и тие решенија кои што беа донесени во така неинклузивен и нетранспарентен процес, не можеме да кажеме колку биле соодветни и колку били избрани најдобрите решенија кои што биле понудени во опциите за измените на овој закон. Може да биде комплицирано и од аспект на самата правна сигурност, бидејќи со носење веќе имаме, се уште имаме предмети кои што се водат во судот по стариот закон за кривичната постапка, потоа имавме нов закон кој што доминантно сега предметите се водат по тој закон, кој што закон имаше измени и дополнувања кои што предвидеа различни моменти во постапката и доколку се донесе и целосно нов закон за кривичната постапка, ние веќе во пракса ќе имаме практично 3 различни кривични постапки кои што ќе ги спроведуваат во главно истите судии. И тоа ќе биде проблематично и за судиите и за обвинителите. Обидите да се инволвира политиката при наоѓање на вакво решение се занемаруваат долгорочните последици кои што можат да бидат предизвикани доколку се прават некои компромисни решенија со самиот закон.